Драги гледачи, следува првиот дел од снимките на манифестацијата одржана на 2 април по повод празнувањето на македонскиот народ и култура, Јунитарна Македонија, во Куинс Парк. И ние право имаме слободно да живееме во земја наша таткова, мила Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Мајка мила спомнете ја, жива била Македонија. Еј, Македонијо, ти си бисер балкански, сплоти пирит Егејсин, со бистри води вардарски. Добар ден до сите македонци. My name is Elizabeth Medichkov, and on behalf of the Macedonian Initiative Organizing Committee, welcome and thank you for coming out today to show your support za Zajednička Makedonija. We have been witnessing the largest rallies for Macedonia in the past 26 years. People have been coming together in the streets, rallying across cities in Macedonia each day for the past 33 days. Macedonians have also rallied together in the UK, US, Germany, France, Italy, Sweden, Belgium, Switzerland, Australia, Holland, Malta, and now in Toronto, Canada, we join them. Драги браќа и сестри,
Браќа и сестри по род, македонци. Добар ден и добро се најдовме. Добар ден! Преубаво е чувството кога сме сите заедно. Преубаво е чувството да се биде дел од овој убав собир, да се биде македонец. Овој собир значи гордост и должност за нас сите. Овој собир ја означува љубовта и заедништвото наше денес. Драги браќа и сестри, денес сме исправени пред нашата совест, совест македонска, исконска, што го красела нашиот народ и илјадници години. Драги браќа и сестри, чии горди синови и ќерки сте вие? Македонија! Да живее Македонија! Да живее македонскиот народ! Да живее! Се разбуде духот на македонците од Македонија до Австралија и Америка и Канада и Шведска и во азиските земји. Се разбуде духот исконски, епохален, непокорлив, неосвојлив, непобедлив. Македонија вечна! Македонија! 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 Се собравме да ја покажеме нашата сплотеност со нашата родна заедничка Македонија. Се собравме да ја покажеме нашата поддршка на нашиот председател Ѓорге Иванов. Со нашиот председател Ѓорге Иванов, кој во овие тешки политички превирања не подлегнува на притисоците како однадвор, така и однатре. Тој е баш македонски! Така е! Да живее Ѓорге и да го води народот! Македонија! 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 Благодарам уште еднаш за овој собир и само да ви подсетам дека спонзор на овој собир е компанијата Triple Cheese и собственикот Коста Станвич. Му благодариме и му пожелуваме многу долг живот. Собирите што се одржуваат ширум Македонија и насекаде во светот се клучни за обстанокот на земјата и за зачувување на нацијата, јазикот, името, знамето, химната, грбот и црквата. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква на својата седница искажа голема загриженост за актуелната ситуација во која се наоѓа македонското општество. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква со татковска љубов повикува на меѓусебно почитување, проштавање, помирување и одговорност. Македонските национални, државни и стратешки интереси можат да се сочуваат само преку лична одговорност на секого од нас. Тоа подразбира живење по Божјите заповеди, запазување на државните институции и националните права загарантирани со Уставот на Република Македонија. Македонската православна црква е духовна мајка на сите православни верници и на сите други, независно од нивната национална и етничка припадност, и таа родителски се застапува
да не биде повредено ничие национално, етничко и верско достоинство. Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква апелира до политичките лидери да ја зачуваат уставната позиција на македонскиот јазик на територијата на Република Македонија согласно со Уставот на Република Македонија. Сегашноста и иднината на Македонија ја гледаме преку сочувување на унитарниот карактер на Република Македонија, а за сето тоа е потребно меѓусебно помирување и национално единство. Платформата е целосно неприфатлива и противуставна. Со самото тоа што се задира во државноста на македонскиот народ, како што се изјасни Зајадин Села, следната цел би била бришење на границите со Албанија и со Косово и создавање на голема Албанија. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да живее Македонската православна црква, да живее и Канада, што не дава да скажеме кои сме овде. Амин. Прво да ви кажам, вечен ден е денов свето македонци. Денеска, 2 април, Торонто се собравме овде во голем број да изразиме солидарност и поддршка иницијативата за заедничка Македонија и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Над 150.000 македонци секојдневно повеќе од месец дена се на улица низ нашата Македонија во одбрана на нашата татковина. Редно беше да се слушне гласот и на македонците во Канада. Македонија! Македонија! Некои набринуваат дека не можеме да учествуваме во решавање на судбината на нашата татковина, бидејќи не живееме таму. Тоа не е вистина. Иако сме далеку, сите ние имаме семејства, пријатели, роднини и имот во Македонија. Коските на нашите дедовци и прадедовци се таму и нашите коски и детенки лежат во Македонија. Порачувам да не заборават клучна улога придонесе македонската заедница ширно светот за создавање на независна република на Македонија, како што знаеме денеска. Ние македонците од Канада нема да седиме немо и со вкрстени раце додека некој сака да ни ја подели нашата Македонија. Затоа и се собравме денес тука, браќа и сестри. Денес ќе не слушне Канада, ќе не слушне Америка, ќе не слушне Европската унија, денес ќе не слушне Македонија. Македонија! 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 Во овие историски моменти кога обстанокот на нашата татковина е доведен во прашање заради грубо надводешно мешање во внатрешните работи на земјата, ние македонците од Канада изразуваме длабока загриженост за случувањата ги повикуваме македонскиот народ и другите етнички заедници во земјата на единство, политичките партии на разумно месување заради заштита на унитарноста на државата. Историско искуство укажува дека секогаш кога меѓународниот фактор бил замешан во решавање на македонското прашање, секогаш биле носени решенија на штета на Македонија. Без да се почитува волјата, сега кога во прашање е доведено името, идентитетот, унитарноста и сувереноста на македонската држава, ние македонците од Канада како нераскинлив дел од македонскиот народ укажуваме на следново. Знамењата горе, македонци! Ајде. Декларација на македонската заедница во Канада гласи: прво, Македонија е држава на македонскиот народ како единствен носител на државноста,
на која сите граѓани се еднакви пред уставот и законите, независно од социјалниот статус, етничкото потекло, верското верување или партиската припадност. Второ, да се спречи секаков обид за федерализација и воведување втори јазик како службен на целата територија на Македонија и во меѓународните односи. Трето, го повикувам целиот демократски свет да ја подржи унитарноста и државноста Македонија. Четврто, да се отвора секаква размисла за промена на името, знамето, грбот и химната. Пето, безусловно продолжување на членството на Обединетите нации во сите меѓународни организации под уставното име Македонија, без латинична транспекција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia. Со можност за употреба на уставната додавка Република како јасна дистинкција од истоимената социјалска северна провинција. Бараме светска нотификација на македонскиот народ и македонскиот јазик. Шесто, независно од историските хипотеки, окупацијата во Македонија и геноцид врз македонскиот народ од Балканските војни 1912-1913 година, да се продолжи со развивање, надминување и зголемување на соработката со соседите за витални интереси кои ги опторуваат народот на Балканот. Седмо, да се изврши итем попис на населението. Осмо, да се отфрли владина коалиција која што нема да ја почитува оваа декларација. Девето, повикуваме на семакедонско помирување и обединување, затоа што силата е во единството за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Декларацијата ќе се достави до Организацијата на Обединетите нации, Европската унија, Канада, Соединетите американски држави, Руската федерација, Народна република Кина, Република Франција, Обединетото кралство Велика Британија, Северна Ирска, како и до властите во Македонија. Македонија! Македонија! Ви благодарам. Ако ми дозволите, сега би ја прочитал поздравната телеграма до организаторите и учесниците на овој собор од председателот на Светскиот македонски конгрес, господина Тодор Петров. Почитувани браќи и сестри македонци и македонки, во името на Светскиот македонски конгрес како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет, упатувам искрени поздрави до организаторите и учесниците на Семакедонскиот собор за унитарна и заедничка Македонија во Канада. И покрај сите разлики меѓу нас македонците и во татковината и во светот, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител. Само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Поради тоа, ве повикувам на семакедонско помирување и обединување, затоа што само во единството и силата на одбраната на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Ве повикувам на одбрана на унитарноста на државата на Македонија, ве повикувам на одбрана на македонскиот јазик како единствен службен јазик на целата територија на државата Македонија и на незините меѓународни односи. Останете лојални државјани на Канада, но никогаш не заборавите вашите корени во Македонија. Бидете горди и достојни македонци, нека Бог ве благослови сите вас, нека Господ Бог ви благослови Канада и Македонија. Македонија! Да живее Македонија! Long live the Republic of Macedonia! Браќа и сестри, денеска сме тука да ја сапортираме нашата држава, нашата Македонија. Не ја даваме никогаш! Right now, I will be reading the Declaration of the Macedonian Community of Canada in the English language.
In these historical moments, when the existence of our fatherland is questioned because of severe and deliberate outside interference in the internal affairs of our country, we, the Macedonians of Canada, expressing deep concern for these events, urge the Macedonian people and other ethnic communities in the country to maintain their unity and the political parties towards reasonable behavior to protect the unity of the state. History has shown that whenever foreign powers have been involved in resolving the Macedonian question, solutions have been made to the detriment of the Macedonians without respect for their will. Today, when the name, identity, unity, and sovereignty of Macedonia are at stake, we, the Macedonians of Canada, as an inseparable part of the Macedonian people, declare the following. 1. Macedonia is the country of the Macedonian people, who are the only holders of Macedonian statehood, in which all citizens are equal before the constitution and laws, regardless of social status, ethnic origin, religious beliefs, and party affiliation. 2. To prevent any attempt of federalization and introduction of a second official language across the entire territory of Macedonia and in international relations. We call on the democratic world to support the unity and statehood of Macedonia. 4. We support the President of the Republic of Macedonia, Georgi Ivanov, and the Macedonian people to safeguard the Constitution of Macedonia and not allow foreign interference to influence Macedonia. Macedonia! 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 And not allow foreign interference to influence Macedonia, its government, political parties, public institutions, governmental and non-governmental organizations, and its citizens. 5. To reject any idea of changing the name, flag, coat of arms, and anthem of Macedonia. 6. To put an end to the name talks between Macedonia and the government in Athens, and to unconditionally continue membership in the United Nations and all international organizations under the constitutional name Macedonia, without Latin transcription but instead, if in English, Republic of Macedonia, with the constitutional attribute Republic being used as a clear distinction from the identically named northern province of Greece and southwestern province of Bulgaria, with international codes MK or MKD, and with notification of the people of the Macedonian people and Macedonian language. Macedonia! Macedonia! 7. Despite the genocides committed and being committed against the Macedonian people, to continue developing, overcoming, and increasing cooperation with the neighboring countries for the vital interests of the people of the Balkans. 8. To urgently carry out a census of the population. 9. To reject a coalition government that will not respect this declaration. And number 10, we call for Macedonian reconciliation and unity, because unity is strength, for the protection of the name of the state and identity of the nation. This declaration shall be submitted to the United Nations, the European Union, Canada, the United States of America, the Russian Federation, the People's Republic of China, the Republic of France, the United Kingdom, Northern Ireland, and to the Macedonian authorities. Da žive Makedonia! Da žive makedonski narod! Благодарам. Good afternoon, ladies and gentlemen, and to all the proud Canadian Macedonians gathered here today in Queen's Park in front of the Ontario Legislative Building. My name is Christian Roshankovsky, and I am here today, like the rest of you, to give my support to the President of the Republic of Macedonia, Mr. Georgi Ivanov, and his decision to protect the Republic of Macedonia from the Tirana platform. Georgi! 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 I am also here today to speak as Vice President of the Association of Macedonian Students at the University of Toronto, and to speak on the behalf of our organization, which seeks to celebrate our Macedonian culture and heritage, and establish stronger ties between the social,
cultural, and political aspects of what it is to be Macedonian. But how can we celebrate being Macedonian when the country many of us were born and raised in, the country where our parents and our babas and dedos came from, is having its identity threatened? How can we celebrate being Macedonian when if some of the politicians in Macedonia get their way, there will no longer be a united Macedonia for all? The Association of Macedonian Students at the University of Toronto says no to the Tirana platform, which aims to divide our nation along ethnic lines. However, the Association of Macedonian Students at the University of Toronto says yes to a unified Macedonia. We say yes to a Macedonia that resembles this beautiful country, Canada, that we all call home. Yes to a Macedonia that is a multicultural mosaic where people of all nationalities and religions can live together peacefully and in harmony, and most importantly, all be proud to call themselves Macedonian. The way we living here in Canada today are all proud and grateful to call ourselves Canadians. The Association of Macedonian Students at the University of Toronto says yes to a zajednička Makedonia. Da žive Makedonija! Da žive makedonski narod! Благодарам. Thank you. On behalf of the Turkish community, I'm here to give full support to the Macedonian people and Macedonian President Georgi Ivanov. I met President Ivanov 4 years ago. He was our guest here in Toronto, your guest actually. We were, as a Turkish leaders of the association leaders, we were invited to one of the dinners we had on the Kliment Ohridski, I think so, Overly Boulevard. And it was a very great evening. We had a conversation. We talked some for Balkan region, some for human rights and relations between Turkey and Macedonia. He was a great ideas and great man and great leader for the Macedonian people. And in his presidency, he brought very good relations between Turkey and Macedonia. As a minority in Macedonia, Turkish minority, they have a full rights to practice their religion and culture. We have some ties and friends from the region, and I have so many friends here in Toronto too from Macedonian people, especially Bill Yankov from the TV. You know that is my very close friend, and we are doing very great relations here between Turkish and Canadian Macedonian community here in Toronto. Especially every year we have an International Children's Day. We are celebrating at the Kliment Ohridski. We will be there again with Macedonian people, and Macedonian children are there to support to Turkish National Children's Day, and we will be there again Sunday 23rd of April. All of you are invited, so let's get together and we can talk more for unity between two communities. Thank you very much, and thank you all the support for you and Macedonian people and United Macedonia. Thank you. Нехай живе Macedonia! Нехай живе! And they say in Belarusian, Нехай живе Belarus. On behalf of the Canadian Ethnic Media Association, we would like to extend congratulations to this community, to the Macedonian community, for having the fortitude, the strength, and the stamina to bring together the community and show that there are equal rights and export Canadian values to Macedonia. It's very important to be able to express and have freedom of expression in our community views. And this is where I'd like to congratulate the Macedonian community in being able to express and support what is right for democracy, what is right for equal rights. Language is identity, and to keep the Macedonian language alive always is something that you should all be proud of. We'd like to extend our support, the Canadian Ethnic Media Association, which brings together journalists, writers, independent producers from all across language frontiers. Some of our members are here. Of course, Bill Yankov is our vice president, and I thank him for the invitation to express our views. Also, I'd like to give our support as journalists and independent producers who have freedom of expression.
who continue to support the leadership in our communities by reporting and reflecting the issues which are important to all of us. Congratulate to the media who is here covering this event and helping the world get the word across internationally. Thank you. Yechai Shivya, Macedonia. Thank you very much. Dated March 25th. The title of the letter is Macedonia and the Tirana Platform. It's an open letter addressed to the U.S. State Department, Mark Toner, Deputy Department Spokesman, to Hoyt Brian Yee, Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs, and of course, Jess Bailey, the Ambassador in Skopje. The letter was also emailed to our Minister of Foreign Affairs in Canada, Chrystia Freeland. To the European Union, it was emailed to Federica Mogherini, the European Union High Representative for Foreign Affairs. To Mr. Johan Hahn, Commissioner for European Neighborhood Policy and Enlargement. To Mr. Ivo Weigel, Member of the European Parliament and a sitting chairperson in the Committee for Foreign Affairs. To Maja Kosijancic, the spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy. To Britain, to Sir Alan Duncan, Minister of State for Europe and the Americas. And of course, Charles Garrett, the Ambassador in Skopje. To Germany, Sigmar Gabriel, the Minister of Foreign Affairs. Christian Helbach, Foreign Office Envoy for Southeastern Europe. In France, Christian Timonier, the Ambassador in Skopje. To Arles Desir, Secretary of State for European Affairs. And to the Netherlands, Mr. Wouter Plomp, the Ambassador in Skopje. And the letter reads as follows. The Tirana Platform, among other things, seeks to change Macedonia's constitution, flag, coat of arms, anthem, and make Albanian an official language throughout the country. Zoran Zaev accepted in writing the Tirana Platform to achieve his illegitimate majority. But he avoids disclosing to the public what he signed with the Albanian parties. This is very important, the following. The United Macedonians Organization of Canada says that Zoran Zaev has committed crimes against the state by violating Article 308 of Macedonia's Criminal Code, which reads as follows: endangering the independence. A citizen of the Republic of Macedonia who places the Republic of Macedonia in a position of subordination or dependence in relation to some other country shall be punished with imprisonment of at least 5 years. The Tirana Platform is post-election engineering. The citizens were neither informed nor given the chance to vote on it. Citizens in Macedonia have risen in their hundreds of thousands to reject the Tirana Platform with daily marches in cities and towns throughout Macedonia. To all these people that we emailed this letter to, we say, you ignore President George Ivanov's March 7th letter of appeal to the international community to condemn the Tirana Platform. You ignore the calls by U.S. senators and Judicial Watch to investigate the activities of the U.S. Embassy in Skopje, who together with USAID and the Soros Foundation and its affiliated non-government organizations have actively intervened in the party politics of Macedonia, as well as the shaping of its media environment, civil society, often favoring left-leaning political groups over others. You ignore the rising opposition to the Tirana Platform by citizens across all Macedonia. And yet we hear the warnings from the EU Enlargement Commissioner, Mr. Johan Hahn, not to play with fire. We can only ask, who is lighting the matches? We hear warnings from the member of the European Parliament, Mr. Ivo Weigel, of the possibility of EU sanctions against certain Macedonian political leaders.
United Macedonians Organization of Canada asserts that for these diplomats, it's no longer an issue between them and President George Ivanov. You have placed yourselves at odds with a growing number of Macedonia's citizens who are rising to protect the sovereignty of Macedonia. Macedonian citizens realize the fulfillment of the Tirana Platform will dismantle Macedonia as a unitary state, and it foreshadows changing the name of the state, the loss of its sovereignty through phased subdivision into cantons, and ultimately the territorial division of Macedonia among its neighbors, and the final extinction of our Macedonian identity. On the one hand, you call for democratic principles to be respected. If that is the case, then you must condemn the Tirana Platform as foreign interference in the internal affairs of Macedonia. And you must support the taking a fair and accurate census to be followed immediately by new elections. The end. Thank you.
Драги македонци и драги македонки, дозволете ми да од мое име како председател на Македонската национална организација Обединети македонци во Канада да ве поздравам и воедно ви се заблагодарам на вака масовната посета овде, што дојдовме македонци од Егеј, Вардар, Пирин и Мала Преспа, собрани со еден македонски патриотски дух, со една цел, помош и сапорт на македонците од Република Македонија, а поготово на нашиот председателот Ѓорѓе Иванов, што честно, достојно застана простум на браникот на Република Македонија. Ова покажува дека било што и да биде, нашето македонско име нема да загине. Ова покажува дека Македонија со векови раѓала, раѓа и ќе раѓа македонски синови кои ќе го бранат честа и достоинството на Македонија и македонскиот народ. Пред 100 и нешто години на македонската политичка сцена беше други Ѓорги, Гоце Делчев. Ја бранеше Македонија од домашните предавници и надворешните душмани. И денес, после 100 и толку години, македонскиот народ вика кој ќе се јунак изнајде чумата да ја истера. Овој пат се јави друг Ѓорги, Ѓорѓи Иванов, председателот на Република Македонија, кој застана на браникот да брани Македонија и на сите од Европа и од сите од странство му кажа доста е, Македонија е на македонците, доста трпавме, доста попуштавме, овој пат го нема крајот. Македонија мора да заземи својот став, да биде македонска држава на сите што живеат во неа, да бидеме горди што сме македонци и како што во Македонија е опеана во сите песни, покрај Егеј македонци, покрај Вардар македонци и под Пирин македонци, славно име непокорно. Никогаш не го даваме името Македонија на македонците. Благодарам на манието за нови години. Амин. Од Канада денес сме собрани да им дадеме поддршка на нашите браќа и сестри македонци
за заедничка Македонија. Нашите мајки и татковци се бореле и гинеле за Македонија. За ние денес, нивните наследници, да ја зачуваме и да ја издигнеме повеќе и да ја пренесеме на нашите поколенија. Жителите на Македонија живеат во мултинационална, мултикултурна граѓанска држава. Со Уставот на Република Македонија се загарантирани сите права на секој граѓанин, без разлика на вера и нација. Да се обидеме сите под едно заедничко знаме на унитарна држава Република Македонија. Не учеа од мали дека татковината треба да се сака, да се гордееме што сме македонци, каде и да живееме. Да се гордееме што зборуваме македонски јазик. Во овие тешки времена треба да се бориме повеќе од било кога, за да ја сочуваме нашата слободна држава. Разликите треба да се сплотуваат, а не да се разделуваат. Зарем треба да си дозволиме да ја изгубиме унитарната држава сега, кога ја имаме слободна и кога економски се развива? Не можам да разберам какви се тие луѓе кои се пазарат за името, за државата, за јазикот, за унитарноста на државата. Кој им го дал тоа право да го продаваат наследството што сме го стекнале со векови? Ниедна генерација го нема тоа право да се пазари за името на државата. Име кое со крв платено. Ниедна генерација, зашто ние не сме вечни, а Македонија е вечна. Македонија! 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 Само со стабилна, просперитетна и уставно правна Република Македонија ќе се радуваат, гордеат нашите деца, нашите внуци и идни поколенија. Само со таква Македонија ќе се радуваат нашите браќа и сестри во Мала Преспа, во Егејска и Пиринска Македонија. Само со стабилна и просперитетна држава Република Македонија ќе можеме да им помогнеме на нашите браќа и сестри во останатите делови на Македонија, од соседните држави да се изборат барем за најосновните човекови права. Да живее Македонија! Да живее македонскиот народ! Да живее Канада!